Моментално со гейминг или еспорт во светот се занимаваат преку 100 милиони луѓе, што е многу поголема бројка од ракомет, од кошарка. Јас сум Бован Тотовски, претседател на Македонската еспорт федерација. Сите геймери кои што до сега играле и после тоа не можеле да си најдат работа, сега веќе имаат опција во полето на еспортот да наоѓаат работа. Може да играат како играчи да бидат, може да бидат кастери или водители на самите надпревари, може да бидат тренери, може да бидат менаџери на тимови, маркетинг, пиар. Веројатно ќе бидеме и прва држава во регионот, можеби и во континентална Европа, кој што ќе биде официјално признат еспортот. Покрај играњето, да речеме на секој 2 до 3 часа играње, мора да има 30 минути до 1 час физичка активност. Треба да помине многу време во вежбање, да има физичка активност, тимски дух. Јас сум Стефан Вислевски, во гейминг светот сум попознат како Лимени, играм веќе 12-13 години. Во Скопје во моментов има 2, 3, 5 неки интернет клубови, меѓутоа условите за играње таму не се наменети за професионални играчи за да тренираат, туку се за обични геймери кои сакаат да дојдат или друштвенце некои да си поиграат малце, да утепаат време за занимација. Доколку имате дома дете кое што игра, да не му забранувате да игра, меѓутоа да се најде начин да тоа биде избалансирано со секојдневниот живот. Мислам дека може да биде еспортот новиот ракомет во Македонија.